Благодарам, подпредседателе, почитувана министерке, почитувани колеги и колешки пратеници. Иако дадовме голем допринос на комисијата, на јавната расправа, во носењето на овој закон, сакам сепак да дадам допринос и овде на пленарната седница на дополнетиот предлог. Основното човеково право е да човекот да има слобода и право на живот, да имаме заштитени човекови права. На оваа тема навистина имаме многу да зборуваме во државата за загрозените човекови права, но нема да ја обременувам и оптеретувам дискусијата сега. Самиот факт дека носиме закон за спречување и заштита од семено насилство покажува дека во општеството не чинат работите. Иако, како што кажавме дека и претходните говорнички спомнавме дека го носиме законот со консензус. Претходните исто говорнички спомна и јас ќе го повторам фактот доколку ги разгледаме анализите и податоците во изминатите години и од Министерството за труд и социјална политика и од Министерството за внатрешни работи, навистина имаме зголемување на процент на кривични пријави баш во областа на семено насилство и како беше насушна потребата да се донесе овој закон. И уште еден исто факт од анализи, истражувања кои што ги има направено ОПСЕ, ќе го спомнам дека само 2% од жените кои доживеале насилство од сегашен партнер го пријавиле во полиција. Зборува дека бројката на жените кои трпат насилство е многу повисока од официјалните статистики. Исто така и загрижувачки е трендот на прифаќање на насилството во земјата, како да е тоа нормална работа или вообичаена, и сметаат, речиси 3 од 10 сметаат жени дека тоа е многу честа појава. Во комисиската амандманската расправа што се одвиваше во собранието, напоменав дека покрај пандемијата со ковид имаме пандемија или зголемување на семеното насилство и Обединетите нации излегоа, експертите на Обединетите нации кои што работат на оваа тема, излегоа со податоци дека имаме зголемување на ниво на Европа околу 40% на зголемено семено насилство, од кои што па 40%, 80% се жените. Во овој закон главен фокус е жртвата на семеното насилство, иако се сложивме на комисијата дека треба да има и третман и за самиот сторител, чие што однесување не е без причина, може да е психолошко пореметување, психолошки последици од детството и така натаму. Не би навлегувала во материјална содржина на законот, веќе ги исцрпивме во однос на тоа сите теми. Само сакам да потенцирам дека покрај тоа што немаме заштитени човекови права, носењето на овој закон не е сам по себе гаранција дека ќе се справиме квалитетно со семеното насилство. Како општество ние имаме многу да работиме на оваа тема. И тука се спомна и родовото буџетирање во општините, и плюс овој закон нека биде еден вид мотивација и да профункционираат комисиите за еднакви можности во сите општини. И како што напоменав и на комисијата, ме загрижува во општеството онаа индиферентност и нереагирање кај луѓето кога гледаат насилство, дали е малолетничко на улиците или насилство врз жени и девојчиња. Ќе го потенцирам моментот дека ние треба да ги сензитивираме децата уште во семејствата, потоа каде што има и текако поделба на машки и женски работи, што според мене не треба да постои, потоа да продолжи во образованието, во вработувањето и така натаму. Само така ќе постигнеме квалитетна борба со семеното насилство. Сум благодарна што се охрабрија мажите колеги да говорат на оваа тема. Имаме само еден говорник пријавен од нашата пратеничка група, кого го пофалувам, и нека биде тој пример за пратениците мажи и од мнозинството, ни од сите пратенички групи да говорат и како отворено на оваа тема,
Јас велам дека проблемите во општеството не се решаваат ако седнат само мажи, но не се решаваат ако седнат и само жени. Затоа ние треба да тежнееме, да ги сензитивираме мажите, да ги седнеме на иста маса и само така ќе постигнеме и консензус. Ние постигнавме овде како жени во собранието за овој закон, но во општеството да постигнеме навистина треба многу да работиме и со мажите, и со нашите деца, и со сите чинители во општеството. Ви благодарам.